Новите рестрикции за влез во кафеаните со сертификат за вакцина ги раскара угостителите, но и гостите. Владата ја постигна целта и наместо да им помогне на кафулињата и рестораните, им создаде сериозни проблеми со поделбите, алармираат од независната угостителска комора. Велат ниту редар, ниту било кој вработен во угостителски објект нема право да го идентификува гостинот дали е вакциниран или не. Велат вака скроените мерки го кршат Законот за заштита на личните податоци. Владата ја постигна својата цел, а успеа да направи поделба на граѓаните и успеа со таа одлука да направи поделба дури и на угостителите, со тоа што одредени угостители ги постави повторно во повластена положба во однос на другите. Хаосот кој што моментално се случува, очигледно некој подобро се снаоѓа него угостителите и граѓаните и тој се користи за други цели очигледно. Дека владината одлука е несправедлива и со неа си ги бркаат сопствените гости, реагираат и угостителите од Битола. Повикуваат на итно ревидирање на мерките, зашто во прашање им биле опстанок на бизнисите. Многу е нечовечно начинот на кој што ние им пристапуваме, посебно на луѓе кои што доаѓаат тука години наназад редовно и треба да им кажеме дека треба да се вратат затоа што едноставно не поседуваат сертификат. Тоа е би казниле и нив, меѓутоа казната која што е пропишана за нас е огромна. Што се однесува пак до струмичките протести, тие ќе се одржат деновиве. Од комората ги поддржуваат сите, кои имаат за цел да ги зачуваат бизнисите, зашто вака скроените мерки им одат само на нивна штета. За поздрав се струмичаните кои што одлучиле на таа постапка тоа да го направат. Факт е дека и ние кои што сум сопственик угостителскиот објект, уште првиот ден кога стапи на сила одлуката беше затворен и бевме јасно и гласно кажани дека немаме намера да вршиме селекција на гости и дека нема да воведеме редарски служби со кои што ќе вршиме контрола на нивната медицинска состојба. Ваквите мерки ги доведуваат во заблуда работодавачите, но и опстанокот на секторот во глобала. Велат во изминативе неколку дена прометот им е намален до 70% за оние кои решиле да работат, зашто добар дел од нив ставиле и клучна врата.